Град никогаш не ми бил на листата со желби за маратони кои би сакала да ги трчам. Вообичаено маратоните кои сакам да ги трчам се оние на дестинации во градови кои сум сакала да ги посетам, како Милано, Берлин, Париз, Лондон и Њујорк, вели нашата најдобра маратонка Весна Кираџиева. Бевме две девојки во тимот и така освоивме таа медала, бидејќи за тим се потребни минимум две учесници или две учеснички, така што таа е тимска медала која што освоивме на ова балканско првенство во маратон. Поединечно бев седма на Балканијадата и бидејќи има и севкупна конкуренција, бев 10-та, така што влегов во врни топ 10 маратонки, што е секако и за мене успех и се радувам на тоа. Во Србија баш на маратонов, да, прв пат трчам, инаку на Србија маратон, односно во Белград, инаку сум трчала нормално и на други трки во низ Србија. Ова им беше прв маратон кој што го организира таму и прво балканско првенство кој што Српската федерација го организира, така што беше одлично искуство, бидејќи убава организација беше, морам и да ги пофалам и тие организатори од таму, така што со доволна сум сена се од целосното како изгледаше трката, до тоа како ние бевме примени како тим, како репрезентација, така што немам зборови да се пожалам за било што. Па дефинитивно можам да кажам дека сум задоволна од целава оваа сезона, особено со нашиот домашен скопски маратон кој што го трчавме нели на пролет во мај, и таму имав висок резултат, бев трета на државното првенство. Подоцна имав уште некои други надпревари, во полумаратон сум вице шампионка, така што една нова успешна сезона и покрај некои неверувања во тоа, да кажам, бидејќи секогаш ние колку и да вложуваме во себе, сепак не сме секогаш апсолутно 100% сигурни дека таа сезона ќе заврши како што сакаме и очекуваме. Веќе подолго време, можеби 3-4 години, работам и со помали деца, како и со рекреативци, бидејќи сепак се поголема е рекреативната маса кај нас, оние кои што трчаат нели рекреативно, кои што сакаат да се напреваруваат сепак и на скопски маратон или на оние други трки помали кои што се повеќе на наше задоволство низ во Скопје и низ Македонија, така што со деца работам затоа што сметам дека сепак треба и моето знаење, бидејќи нема вечно нели јас да бидам или на врвот или да тренирам, но сепак сакам да го продолжам она што го работам, љубовта кон атлетиката, и тоа сметам дека можам да го направам само доколку го пренесам на помладите. Така што и тие гледам дека сега за сега се задоволни, не се откажуваат брзо, така што тоа ме радува највеќе. Се работи за деца кои што се помеѓу 8-10 години, така што се уште мали, учествуваат на некои пионерски надпревари, колку да го осетат она надпреварувачкото, да знаат што да очекуваат, да знаат како да се однесуваат на трка кога ќе дојде нивното време. Меѓутоа гледам дека се задоволни, дека им е интересно, дека сакаат предизвик. Тренизите најчесто сме на кеј. Понекогаш одиме на градски стадион, во зависност од тоа колку може тие да си го дозволат во нивното време, бидејќи се често или на училиште, оној период кога можеме да одиме на стадион, или на училиште, или се на некои други курсеви, така што најчесто моментално сме на кеј, така што тоа е еден добар вид на почеток за деца на таа возраст. Не само на Балканот, туку секаде во Европа, во светот има такви патеки кои што не се само на една локација, туку буквално се во сите паркчиња, во сите мала, каде што буквално секој рекреативец кој што ќе му текне од дома, денес немам што да правам, ќе излезам малце да истрчам, кај нас за жал сега за сега само на таа една локација, и е добро што почнува да се буди свест и кај властите дека тоа може да се направи кај нас, дека така ќе ги поттикнеме и младите и повозрастните да излезат и да спортуваат. Реално не знам колку ќе биде изводливо ние како атлетичари многу да го користиме, бидејќи е отворен простор и често ќе го користат повеќето оние кои што шетаат низ парк, рекреативците, нели нормално не може да ги ограничиме децата кои што ќе претрчуваат, луѓето кои што се шетаат во парк со кучиња и слично, така што тоа знае да го попречи, па додека сепак ние трчаме на појак интензитет, со појак ритам, и тоа може да доведе до судир. Така што ќе биде интересно, значи сепак паркот, особено во есенски зимски период, не е до толку активен, така што во тој период се радам дека ќе може да искористиме, сепак е мала дистанца, 530 метри
за некој кој што трча маратони, тренира по 15-16 километри, не е некоја голема релација, меѓутоа ќе биде добро ете за некои поинтензивни тренези, кога ете не сме во услови можеби градскиот стадион да го користиме тој дел. Така што се надевам дека ќе добиеме и ние некои атлетичарите некое посебно место само за нас, каде што ќе биде нели еден вид на некој вид на вака мало стадионче затворено, каде што ќе има таа патека и сепак ќе можеме ние клубовите, атлетичарите да ја користиме и повеќе да напредуваме нормално. Целата година мораш да тренираш, така што еве моментално бидејќи е крај на сезоната, завршуваме, малку си даваме воздишка здив, имаме мала пауза пред да почнеме базичната подготовка, тоа е во зимскиот период, така што сега сме моментално уживам на заслужен одмор од тренирање, па ќе почнеме во зимото, како што кажав, ќе почнеме со поинтензивни подготовки за трките да бидеме спремни на пролет, да ги дочекаме спремни. После 21 година во атлетиката и 20 години член на македонската атлетска репрезентација, ништо од ова не земам здраво за готово и неискрено го ценам секој убав коментар од пријателите, познаниците и сите останати. Во меѓувреме се подготвувам за следниот предизвик, а до тогаш се гледаме на тренинг, вели Краџиева.